Сања Славковиќ-Јановска. Не веруваме во тврдењата дека новата дозвола за Усија ќе биде усогласена со закон што треба да стапи на сила во 2027 година, бидејќи фактите што се до денес јавно достапни го покажуваат токму спротивното. Верзијата на барањето што Министерството ја објави не е подготвена според новите законски стандарди, како што се тврди во медиумите. Напротив, содржи помалку обврски, како што можете тука да видите, од постојната дозвола. Препишани се гранични вредности за само 3 загадувачи и тие се идентични како и во старата дозвола, а воедно и до 8 пати повисоки од постоечките стандарди во ЕУ. Целосно недостасуваат гранични вредности и обврски за мониторинг за едни од најопасните загадувачи – тешки метали, диоксини и фурани, кои се сериозни канцерогени супстанции. Истовремено, Усија бара зголемување на употребата на алтернативни горива, отпад, кои ги испуштаат токму овие материи. Не спомнуваат нити употреба на газ, наместо отровните петрол, кокс и лигнит. Затоа јавно прашуваме, каде во финалното барање, моментално достапно за јавноста, се вметнати правилата што Министерството тврди дека ќе важат од 2027 година? Ако не се вметнати, кога ќе бидат вметнати и зошто тоа не е направено уште сега? И покрај над 700 страници поднесена документација, нема конкретни лимити за овие загадувачи, нема обврска за потранспарентно мерење и известување за јавноста, ниту нови механизми за заштита на здравјето. Во програмата за подобрување се наведени 7 мерки дефинирани како активности што континуирано се спроведуваат, но не е поставена ниту една конкретна цел или рок до кога ќе се реализираат мерките, какво подобрување треба да постигнат, со тоа што програмата е нејасна, недефинирана и повторно без конкретни обврски и одговорност. Едно е јасно, кога нема лимити, нема ниту обврска, а кога нема обврска, загадувањето продолжува. Дополнително, постапката за обнова на дозволата на Усија, Министерството ја води без јавна транспарентност. На веб страницата на Министерството нема јасно соопштение дека процесот е во тек, ниту видливо објаснување каде може да се најдат документите, ниту пак јасни информации за роковите во кои граѓаните можат да достават забелешки. Од декември навам бараме средби со Министерството преку сите можни канали, по пошта, по телефон, Вибер, преку кабинетот на министерот, преку Бесата Теши, службеникот за информации од јавен карактер, но наместо диалог добиваме молк. Министерството е тотално недостапно за граѓаните. Нашите барања се јасни. Дозволата да содржи конкретни и обврзувачки граници и рокови, кои се во согласност со актуелните европски најдобри достапни практики. Јавно и редовно објавување на сите мерења и емисии, конкретни и корективни мерки за заштита на здравјето и животната средина. Оваа дозвола треба да стане пример за идните А дозволи. А во Македонија се издадени 140 дозволи, од кои дури 42 се во Скопје. Ви благодарам. Повеќе прочитајте на mkinformer.com или на линкот во коментар.